Почитувани гледачи, проследивме во прилогот кој што го подготви колешката Билјана Божиновска, во која што кажа навистина во летниот период убави совети за сите ние кои што се бориме со вишокот на килограми. Повторно сме во една тема во која што е од областа на здравството. Оваа недела од 1 до 7 август е недела за посветена за поддршка на мајките за доење. Ова утро наша и ваша гостинка е господјата Наташа Џамбазовска, медицинска сестра, вработена во оделот за неонатологија при клиничката болница Аџи Бадем Систина. Сестра Џамбазовска, добро ви утро. Може вака да ви се обраќам комотно, така? Да, секако, добро утро и на вас. Благодарам што ја прифативте нашата покана. Честитки за светската недела за поддршка на доењето. Во наредниве 20 на минути ќе зборуваме, ќе дадеме корисни совети за доилките, за идните мајки, па зашто да не и за татковците, бабите и дедовците. Сите ние треба да знаеме колку и колкава е важноста на доењето за новороденчињата, односно за бебињата и понатаму, па имаме и дечиња веќе, нели, до 3 години, можеби понатаму кој што... Па се случува, така, се случува, ама за тоа се ќе се зборуваме. За почеток би сакала да ве прашам, кои се придобивките од доењето? Колку е важно доењето? Да. Уште еднаш добро утро и на вас и на сите гледачи на вашата емисија. Ви благодарам за поканата. Да, точно оваа недела е, значи, недела за поддршка, светска недела за поддршка на доењето. Оваа година мотото е за да се поддржат мајки, вработените мајки во процесот континуирано да продолжат да го дојат бебинцето. Многу често во денешно време се случува мајките да треба порано да се вратат на работното место и секако како што е за незе не да речем тежок период и треба време за да се прилагоди и да го научи процесот на доење, така и исто така и одвикнувањето на бебинцето од доење е за мајката малце стресен и за бебинцето стресен период. И затоа се апелира не само кај нас, него и на светско ниво, да се излези во пресрет на мајките, во смисла компаниите да можат во текот на работното време на мајката да се приспособи една, да речем, просторија или да ја одредат еден период пауза, да може да се му се посвети на детенцето, да го донесат да го подои или па да излезе кратко, да излези, или да биде скратено работното време. Значи секако треба сите, не само и компаниите, и самото општество да излезат во пресрет, затоа што несумнено мечиното млеко е најдобар избор за нормален раст и развој на едно детенце. Да не зборуваме за подобар имунолошки систем, мислам тоа сите веќе го знаеме, да. И не само што има придобивки за самото бебенце, има придобивки и за мајката, да. Нели докажано е дека мајките што ги дојат бебенцата полесно се опоравуваат од самиот пороѓај, помалце се изложени на тие заболувања на репродуктивните органи. Така да има премногу придобивки, практично и тој првиот колострумот што се лачи представува пасивна имунизација за едно бебенце, затоа што е полн со имуноглобулини и антитела. Многу адаптирани млека се приспособени, меѓутоа единствено тие антитела ги има само во мајчиното млеко и затоа се незаменливи. Така преферираме сите бебињата да бидат на мајчино млеко и да се дојат. Така. Меѓутоа не секогаш нели мајката е во можност да дои, не бидејќи таа така сака, туку едноставно од X причини не може да има да кажам нели млеко во оној период кога се очекува. Какви совети ќе дадеме на тие мајки да не се чувствуваат неубаво, да немаат грижа на совест, бидејќи сепак тоа не е до нив. Меѓутоа, еве јас исто лично познавам доста мајки кои што така во тој период од било кои причини немаат млеко, па чувствуваат грижа на совест. Така. Не треба да се чувствуваат така мајките, значи секако не треба да ги отфрлиме мајките кои едноставно продолжиле бебето да го хранат со адаптирано млеко. Ретки се случаите да воопшто не е млечна градата, многу ретко, за да
во почетокот, бидејќи јас и моите колешки на одделот за неонатологија, нели, има неколку прашања што најмногу ги интересира, се соочуваме, нели, најмногу со мајките и со бебенцата. Има неколку прашања што ги мачат. Прво и основно е што треба да направат за да надоаѓа млеко. Значи, бебенцето е најголемиот стимулатор. Често треба да се става бебето да цица. Практично колку почесто се става бебето на града, толку побрзо ќе отпочне тој процес на лактација и надоаѓање на млеко. Веројатно мајките што немале воопшто млеко, можеби од други причини не го ставале често бебенцето на града, или можеби поминале во денешно време, има многу мајки што поминуваат на подолга процедура за бременување, да речем, посебно ако е инвитро процедура, значи тоа не е баш така лесно, да. Така да можеби и самото доаѓање на бебето, ако е долго очекувано, за нив представува еден момент, како што би рекле, возрастните не можат да му се израдуваат и сега веднаш да отпочнат со процесот на доење, значи им треба време да се приспособат на новиот животен момент. Значи често треба да се става бебето на града, да пијат течности многу, да јадат калорично, да не избегнуваат оброци, да одмараат, спокојни, смирени, за првите моменти кога треба да најде домаќиното млеко. Има ли период од до? Колку дена по породувањето? Од прилика кај првородка мајка породена со царски рез, од прилика негде 72 часа после породување почнува да надоаѓа млеко. Практично и тоа е тој ден кога им е најтежок на мајките. И нормално второ прашање, вика, јас се плашам да не направам мастит, дајте ми веднаш пумпа. Значи, секоја полна града не значи дека е почеток на мастит. Во тој период тогаш нагло надоаѓа млеко. Бебињата обично тој ден се повеќе поспани заради таа физиолошка жолтица. Тоа ги тера на спиење повеќе и тогаш почнуваат да се полнат градите. И тој ден за мајките е многу стресен. Секако си мислат дека првиот ден, така почетокот. Третиот ден. Така да они мислат дека тоа ќе биде континуирано цело време. Ние им велиме дека не треба да се плашат, значи од ден на ден ќе се менуваат работите, така да во почетокот бебињата повеќе спијат од што влечат. Значи треба да ги потсетуваат почесто. Како ќе проаѓаат деновите, така тие ќе стануваат поенергични, ќе го научат процесот на доење, бидејќи кај нив рефлексот за доење се развива уште во текот на бременоста, во стомакот на мајката, но доењето е процес и вештина што треба го совладаат и мајката и детето и треба време за тоа да се воспостави добар ритм за доење. Несомнено не за џабе ги измислиле тие 6 недели, малце да се даде поддршка и во домашни услови на мајката, за да може да се посвети на доењето. Така да тоа е процес што континуирано тече од ден во ден и се менуваат работите, значи бебето ако било поспано во првите денови, не значи дека така ќе биде цело време. Честото ставање на града практично ќе направи бебето да биде поактивно и повеќе да ја научи доењето, така да ќе помогне полесно на мајката побрзо да дојде млеко и побрзо да го научи тој процес на доење. Кога сме веќе сега кај доењето, тоа е нашата тема, колку честа дилема на мајките, колку пати дневно треба, односно вие советувате да се дои. Некои велат на 3 часа, некои велат буквално бебето кога ќе посака. Какви се сега најновите истражувања и најновите ставови на оваа тема? Во почетокот велиме да не се водат спрема часовникот, дека бебето кога ќе посака, но секако да не биде повеќе од 3 часа, да има размак помеѓу еден подој и друг. Зошто бара бебето често да цица во почетокот? Затоа што повеќе заспива, помалце има млеко и почесто ќе бара, значи ова зборувам за мајките што одлучиле да бидат да го дојат бебенцето. Како го велите вие, ексклузивно доење. Ексклузивно доење. Значи, почесто да се става, во почетокот велиме пократко да трае подојот, како ќе надоаѓа млеко,
во, да речеме, во домашни услови веќе би требало пополека повеќе да има млеко, тогаш велиме подојот да трае најмалце на една страна, најмалце ако е активен подојот. Активен подој се смета, значи, ако цица, па 5 секунди да се одмори, па да продолжи. Речиме за негде околу 20 до 25 минути би требало да ја исцица едната града и потоа да ја понуди другата града бебенцето да цица. Значи, ритмот на доење се менува. Во првите денови треба да биде почесто и пократко да трае. Како ќе надоаѓа млеко и ќе станува поенергично бебето, ќе се нацицува и ќе се зголемува тој интервал помеѓу подоите. И уште еднаш да кажам зошто треба кога ќе надојде млеко да трае подолго подојот на една страна, затоа што тоа што ќе го држи сито бебето, мастите се лачат после 10-тата минута, што ќе му дадат енергија и ќе го засита. Значи, ритмот на доење се менува во текот на деновите. Така е. Практични совети да споделиме со нашата публика, со оние кои што не следат во моментов. И оно што најчесто се поставувани прашања од мајките, која положба, која позиција е најдобра и за мајката и за бебето? Добро. Значи, во почетокот, освен тоа прашање што треба да направат за да отпочне тој процес на лактација, да надоаѓа млеко, секако се позициите што ги мачат, проблемот со разранување на брадавиците, маститот и секако последниот ден најмногу се прашуваат мајките како ќе знаат дека бебето е добро нахрането. Значи, тоа се вообичаени прашања кои во првите денови ги мачат и нормално дека како и секоја мајка така сакат да знаат, затоа што тоа е нов момент животен за нив. Значи, и практично тие се најодговорни за бебенцето. Освен ова што кажав да го ставаат често на града, да пијат течности, да одмараат, други совети поврзани со разранување на брадавиците, затоа што во почетокот тоа се случува кај повеќето мајки, се случува заради несоодветна положба. Исто така и појавата на полни гради, почеток на мастит, најмногу се случува заради тоа што бебето не е поставено добро на градата и затоа што не ја празнело градата или се избегнувало некој подој. Значи, подолго време не било ставено на градата. Тоа може да се случи во подоцнежните месеци, се случува некогаш да дојдат ноќе мајки. Значи, соодветната положба е многу битен фактор да биде доењето правилно и да биде ефективно. Има неколку положби, во почетокот ние ги ја советуваме некогаш посебно мајката која е породена со царски рез, не е толку мобилна, не може да се движи, затоа што првенствено треба да биде положбата на мајката, не за да ја биде удобно да го отпочне тој процес на доење. Во болница ние секако им помагаме на мајките, во домашни услови секако дека треба некој од семејството да ја даде поддршка. Значи, положбата легната, ако им е подобро се чувствува мајката, па го доближуваме бебенцето од едната страна. Легната на страна? Да, на страна, така, да. Многу е битно, значи, се случува во почетокот да има блага болка кога ќе ја опфати брадавицата бебенцето, но ако е континуирано и подолга болката, чувствува мајката болка, тогаш треба да се прекине подоја. Значи, блага болка во почетокот може да почувствува, нели, додека се навикне на бебенцето. Многу битен момент е да е убаво опфатена брадавицата и пола од темниот дел кој се вика ареола, посебно долниот дел да биде повеќе во устата на бебенцето. Како ќе знае дека правилно цица бебето, значи ако ова е направено добро, е опфатено, треба да ја отвори убаво бебето устата, практично брадавицата да биде над долното непце. Ќе примети во почетокот, значи на 5 до 10 шмукувања бебето ќе голтне. Зошто? Затоа што колострумот е во помала количина, понатаму на 2 до 3 шмукувања бебенцето ќе голтне кога ќе надојде млеко, да.
да примети дали ги мрда овцињата, тоа значи дека ги движе мускулите на вилицата и дека убаво шмукува бебето. Значи тоа се некои практични, да речем, совети, да. Значи, пак ќе речем, ако континуирано чувствува болка, значи не ја има убаво опфатено градата, да не истекува многу млеко од страна, тоа значи дека има празен простор помеѓу градата и помеѓу устата на бебето и тогаш влече повеќе воздух и тоа значи дека може да има повеќе грчеви понатаму бебето, значи повеќе влече воздух отколку млеко да биде убаво фиксирано бебенцето. Друга положба е она, значи, положба на колевка, вообичаена, што е така мајката седната, многу помошки, од помошки биде ако има перничиња, така да, од страна или позади. Значи си го става бебенцето во таа положба на кулевка, главчето да лежи во лакотот, да биде свртено со телото и со главата убаво на кај мајката и со другата рака ја придржува градата и во тој секако многу исто така битно е често мајките за да го потсетат бебето ја движат градата, значи во тој случај ја измрдуваат и тогаш ја фаќаат на пола брадавицата и тоа и повторно се враќаме на почетокот тоа што го објаснувавте. Чувствува болка и постои можност да побрзо да ја разрани брадавицата, значи секогаш бебето треба да го потсетуваат на вилицата, не да ја размрдуваат градата. Друга исто така положба која исто така ја преферираме посебно кај бебенца кои се по-пасивни во тој процес на доење, таа е вкрстена положба кога со другата рака ја фаќа мајката градата, а со оваа рака го држи вратчето и главчето на бебенцето. Во овој случај полесно ќе биде на мајката затоа што бебето нема да ќе го фиксира убаво за градата и ќе го мрда со другиот прст. Има и други положби, нели таа положба, близначка положба или легната положба на кенгур. Таа може да се преферира кај повозрасни бебенца. Господја Џамбазовска, сестро Џамбазовска, како што кажав на почеток, имаме уште неколку неодговорени прашања. Меѓутоа, времето некако многу брзо ни измина за оваа тема. Ова нека остане да доодговориме уште некои прашања за некоја наша наредна средба, еве можеби веќе и идниот петок, бидејќи темата е навистина голема, секогаш е интересна. Меѓутоа, јас верувам дека во овие отприлика 20 на минути дадовме некои практични совети на мајките, на идните мајки и на сите оние кои што ги поддржуваат мајките во процесот на доењето. Ви благодарам за тоа што ова утро одвоивте време и го оставивте вашето работно место. Имате навистина една од најбавите работи на свет. Така, Тој ви го кажа кога се слушнавме, работите со најмладите наши жители, бебињата. Благодарност уште еднаш, честитки за оваа недела која што е посветена на доењето. Ќе имаме повторна прилика да разговараме на оваа тема. Секогаш е неисцрпна. Благодарам.